Почитувани сограѓани, и после долгото чекање за ставот на председателот на ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, во однос на референдумот и референдумското прашање, повторно добивме нејасен и двосмислен одговор. Во моменти кога треба да се покаже храброст, визија и одлучност, немаме простор за резервираност, двосмисленост и нејасноти. Да, господине Мицковски, ние граѓаните на Република Македонија ќе одлучиме и со срце и по сопствено убедување за Европска Македонија, а вас историјата ќе ве запамети како човек кој во овие прост и историски и значајни моменти за еднината на нашата држава не покажа лидерство, храброст и одлучност. Коалицијата за Европска Македонија го повикува раководството на ВМРО ДПМН да продолжи да разговара, да размислува и да биде посветено на еднината на Европска Македонија. Има уште време до референдумот, има време да се охрабрат и одлучат и да останат на зборот на нивната повеќе денсениска позиција, членство на Македонија во Европската Унија и НАТО. Ние можеме да имаме политички разлики и да продолжиме со нашите секојдневни политички битки, но за еднината на Македонија сите треба да го дадеме својот придонес. Не смее да има неодговорност кога е во прашање еднината на Македонија. Почитувани подржувачи и симпатизери на ВМРО ДПМН, ајде заеднички да го изориме патот кон отворените врати на НАТО алијансата и Европската Унија. Заеднички на 30 септември да излеземе и да ја трасираме еднината на нашата татковина и потоа заеднички да го славиме влезот во НАТО и Европската Унија. Онака како што ни доликува, братски и сложно, кога станува збор за нашата еднина, еднината на нашите деца и еднината на државата. Граѓаните знаат дека најдобро за секое семејство во Македонија и за нашата татковина е токму заедништвото, сплотеноста, како и одлучноста за членство во Европската Унија и НАТО. Да го дадеме нашиот глас за Европска Македонија во насилните сојузи во светот. Сите ние имаме одговорност да излеземе на гласање за да ја обезбедиме нашата иднина и иднината на нашите деца. Благодарам.